Без заеднички и прифатливо решение за името, Македонија да не очекува покана за членство на самитот во Чикаго, изјави генералниот секретар на НАТО на пресконференција во Вашингтон. Оттаму се јавува уредникот на Гласот на Америка на македонски Ведран Андоновски. Ведран, за Расмусен очигледно нема дилеми на оваа тема. Да, Гласот на Америка го праша за можноста Македонија најпрвин да биде примена под референцата БРМ, па потоа да го решава спорот со името со Грција. Особено со оглед на тоа дека некои земји членки на НАТО со години имаат разлики во билатералните односи, како Грција и Турција, например. Еве што вели Расмус. All decisions within NATO Сите одлуки во НАТО се носат врз база на консензус, а тоа ја вклучува и Грција. За да упатиме покана до Скопје, ќе ни треба поддршка од Грција. Тоа е тоа. Расмусен се надева дека Македонија и Грција ќе најдат решение за спорот што е можно поскоро, бидејќи, како што рече, сака сите земји од Западниот Балкан да се интегрираат во Европската унија и НАТО. Еве што им порача на Македонија и Грција. Го повикувам премиерот Груевски, со кого се сретнав неодамна, да покаже флексибилност и прагматизам. Истата порака ја пренесов и во Атина за време на мојата неодамнешна посета. Ги повикав двете страни да покажат флексибилност. За председателот на обединетата македонска дијаспора Методија Колоски пак, суштината е во тоа дали НАТО има волја Македонија да биде примена. Еве како тој реагираше на изјавата на Расмусен. Прашањето не може да биде дали може, туку дали сака. НАТО моментално не е фокусирана на проширување. Тоа е најголемиот проблем и овај самит не е самит за проширување, за жал. И тоа е, мислам, најголемата пречка и тоа што треба најмногу да работиме. Според Коловски, ОМД за помалку од една недела собрала 8200 подписи за петицијата до председателот Обама и другите шефови на држави, членки на НАТО, за прием на Македонија во алијансата на самитот во Чикаго. Лазар? Благодарам, Ведран Андоновски од Гласот на Америка на македонски јазик.